За да го задржи својот статус, Jeep ја обнови сегашната генерација на Wrangler која е на пазарот од 2017 година. Пред 2 месеци редизајнот беше суптилно најавен со специјалната серија на Rubicon која со својата забележливо помала маска предизвика раскол меѓу поклониците на легендата. За некои таа беше вовед во новото современо доба, а за други пак премногу мека за да се најде на еден ваков модел кој има задача љубоморно да ја одржува традицијата. Сега пак, кога сите осамнаа со таква маска, се чини дека раководството на Stellantis токму тоа сакаше да го предизвика за да го сврти малку пазарното внимание од ривалскиот Ford Bronco кој се продава одлично. И тоа без дизел мотори, заради што и обновениот Wrangler ќе ги има. Динамиката во возењето сега ќе обезбедуваат познатите бензинци со 4, 6 и 8 цилиндри со максимални меѓу 270 и 470 коњи, а за авангардните во сваќањата ќе биде наменет плагин хибридниот 4XE модел со неговите 380 коњски сили. Рачната трансмисија е достапна само кај V6 моделот, а погонот на сите тркала кај сите верзии, иако во 4 технички различни изведби. Новост кај хибридот е што сега има 4 приклучоци за струја од 120 волти за напојување на надворешните уреди, а ако при тоа батериите се испрзнат, ќе се вклучи бензинскиот мотор кој ќе работи како генератор. Измените во кабината се малку подлабоки, бидејќи за вградувањето на новиот мултимедијален систем предната плоча мораше да биде целосно редизајнирана. Инструмент таблата остана иста, но во нова пластична рамка, а отворите за воздух се 4 аголни место тркалезни, така што елеганцијата мораше да отстапи пред модерната електроника. За возврат, системот за навигација нуди повеќе од 3000 интересни рути за офроуд возење, но само со претплата. Од останатите унапредувања вреди да се споменат страничните воздушни завеси за првиот и вториот ред седишта кои Wrangler досега ги немаше и новата теренска задна оска за ултимативната Rubicon изведба. Таа опционално може да се опреми и со предно витло способно да повлече 3,6 тони. Некои ќе забележат уште и дека архаичната антена веќе ја нема од десната страна покрај вратата, туку сега е вградена во рамката на ветробранското стакло. Цените на ажурираниот Wrangler засега не се објавени, а паралелно со него уште некое време во продажба ќе останат и сегашните верзии.